Добра вечер, почитувани гледачи. Вечерва ќе зборуваме за нешто што во суштина го носиме со нас целиот свој живот, а се создава додека растеме. Ќе зборуваме за тоа како се формира детската психика, што се случува во детското мозоче додека расте, како и што му е потребно на едно дете за да порасне во една здрава, силна и стабилна личност. Колку од оние личности, контакти и случаи во нашето детство помагаат да се оформиме во она што сме денеска, и сум сигурна дека до крајот на емисијата секој еден од нас ќе се запраша можеби кои улоги, кои ситуации не облекувале во личноста која што сме денес. Велам добра вечер за доктор Камелија Симеонова, која што е специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. Благодарам на поканата, поздрав сите гледачи на Алфа телевизија. Денешниот разговор сакав да го започнеме буквално да ги поминеме важните фази во нашиот живот, што се случува со нас, со нашиот ум и со нашата психа додека растеме, за да стигнеме таму каде што сме денеска. Но за жал изминатава недела се случија два настани, едниот во Неготино, другиот во Кавадарци, за кои што дозна јавноста, а се настани поврзани со сексуално вознемирување на малолетници, на деца кои што не наполниле ниту 15 години, од кои што едниот случај е детенце кое што е сексуално злоставувано од својот татко, што дополнително ја отежнува самата ситуација. Ако ме прашате мене лично, сметам дека таквите личности заслужуваат најстрога казна во според законот, но тоа е друга и моје лично мислење и друга тема за која што би зборувале можеби во некои други услови, но денеска сакам да ве прашам првенствено што се случува со децата кои што за жал поминува низ ваков момент, односно што се случува со децата кои што се или биле жртви на семејно насилство. Сексуално насилство, извинете. Така, најпрво би започнала со првото прашање што ми го поставивте во однос на оние развојни фази во кои што расте детето и што се случува со детската психа. Она кое што секогаш им го кажувам на родителите, колку и да нас ни личи дека малото детенце не разбира ништо, првите 3 до 5 години се всушност едни од можеби најважните во развојот на детето, каде што 80% од структурата на мозокот се формира, каде што детето ги гради своите први навики. Така што нели кога навидом изгледа дека тоа не разбира, тоа суштина интернализира се, усвојува се. И точно на што велите кој е детето кој ќе се развие утре. Токму тоа дете кој што го негуваме ние, како се однесуваме ние, што му даваме на тоа дете. И знаете како, обично децата кои што се за жал изложени на вакво насилство, на ваква злоупотреба, доколку не интервенираме на време, тоа наликува на травматско искуство, бидејќи е травматско искуство и личноста добива да речам симптоми кои што ја преплавуваат, каде што се губи функционалноста, каде што буквално како да тие луѓе живеат во црно облако околу себе. Буквално црниот облак вака го замислив, е тешко да го има возрастен човек, а уште потешко за дете и да се сносува со тие работи. Има ли начин како да познаеме дете кое што е жртва на сексуално насилство? Дали некои можеби знаци ги издаваат, бидејќи многу често жртвите на сексуално насилство, особено деца, се манипулирани, се уценувани, возрастни луѓе се уценувани, а не пак мало дете кое што нели минува низ тоа. Има ли одредени форми, одредени начини на однесување кои што можеме да ги препознаеме, кои што треба да ни дадат аларм? Да, секако дека има. И она кое што можеби прво ќе го забележиме е моментот на пат на концентрација на нашето дете. Просто како да ние му зборуваме, тоа не е тука, тоа не воопшто регистрира што зборуваме. Гледаме дека се повлекува, гледаме дека е замислено, гледаме дека работи кои што до вчера му беа интересни повеќе не му се. Гледаме како избегава да има социјални контакти. Доколку е, например, девојче може да ви каже јас многу повеќе сакам да сум машко, бидејќи го чувствува нели тој пол како доминантен кој што можеби нели кај него е силата. Имаат исклучително чувство на вина. И у принцип кога се работи со жртва на насилство, секогаш ние тргнуваме прво да го ослободиме детето од чувството на вина. Бидејќи знаете како, прво тој кој што го злоставува го бедува дека нели тоа дете е согласно, дека тоа дете ако каже дека тоа ќе страда. И всушност оно долго време крие таа, да речам, тоа травматско искуство и оно што кажавте вие, доколку насилството за жал се повторува или веќе личност има некакво травматско искуство претходно, жртвата е под сериозен ризик.
Кога станува збор со работата, ја спомнавте колку е важно, односно да се работи со тие деца навремено, нели, да се препозна и да работи стручно лице со тие деца, може ли тие деца подоцна да имаат последици од таквото искуство и дали може некако да помогнеме да зацели да се излечи таа рана, за подоцна да не му влие врз квалитетот на животот, нели, и кога ќе стане можеби повозрасно лице? Така. Во принцип, знаете како, многу е голема снагата што можеме да ја дадеме ние како возрастни на деца кои што се жртви. Моментот кога ние ќе им пружиме рака, кога ќе им објасниме дека немаат вина, дека тие се само жртви во тој процес и дека со ништо, апсолутно со ништо не придонеле да бидат жртви во таа ситуација. И знаете како, тоа е травматско искуство, доаѓа со слика, со мирис, со вкус, буквално се алтерирани сите сетила. И тоа е навистина болно. И во таквите моменти обично културолошки ние велиме, нели, ај сега не мисли на тоа, нека помине тоа, нека биде минато тоа. Меѓутоа, кажувајќи не, ние ги блокираме тие слики уште посилно се јавуваат кај детето. И она кое што секогаш стручно им го кажувам на родителите, е во таквата ситуација кога детето почнува да зборува и кога се појавуваат тие слики, треба да пуштиме да минат. Да пуштиме да минат, да не ги блокираме, да не викаме стоп, не мисли на ова, него едноставно да пуштиме таа мисла, тоа травматско, тој флешбек едноставно да мине. Да го раскаже, да изкаже, да каже како се чувствува, така е. Или знаете како ако ви се пожали и ви каже повторно ми се случува ова, повторно ми се појавуваат слики. Обично родителот вели, нели, ама не мисли на тие слики, нели, немој на тоа, тој мина, тоа помина. Уважите што треба да прашаат? Што треба да уважите? Ке му кажете, пуштате ги да поминат тие слики. Тие слики се само минато, тоа веќе ништо не постои. Ти си сигурна или сигурен. Ние сме околу тебе. Ти си згрижена. Ова нема да се повтори. Бидејќи знаете како, жртвите секогаш имаат чувство дека кога еднаш ќе им се случило, многу е веројатно дека ќе се повторува. Да, сигурно биле претходно додека собрале храброст да кажат, сигурно не се случило, дај Боже да не се случило повеќе пати, меѓутоа многу често повеќе се повторува тоа, барем во последниве случаеви. Како треба да се однесуваме кога ќе се отвори детето? Сигурно не е лесно на никој родител да го слушне тоа. Како треба да се однесува? Кои прашања можеби да ги постави за да буквално даде поддршка, меѓутоа да може и да ја слушне и целата приказна, односно случка што се случила. Така. Во принцип, нели, нема едно универзално правило, нели, како се разговара, меѓутоа некогаш за жал се случува да, нели, предизвикувачите на тоа насилство се семени членови. И знаете како обично, нели, поготово кога станува збор за родител на двете деца, а едното дете посегнало по другото, или ако станува збор за, нели, вујко, чичко кој што посегнал по детето. Најпрво грешат родителите со тоа што велат, тоа нема шанси. Тој ти е брат, тој ти е чичко, тој ти е вујко, нема шанси. И знаете како, у старт, тоа толку време е собирало храброст да каже, и вие ја негирате болката, кажувате дека тоа не постои, бидејќи тоа е, нели, член од семејството, и како, нели, бидејќи е член на семејството, значи 100% дека нема шанси да му предизвикаш штета на вашето дете, и тука детето се затвара. И тоа е, да речем, еден од можеби најгрешните начини на кои што ние можеме да го дочекаме детето. Меѓутоа, секако дека, нели, зависи од, како да кажам, од тоа што ќе го вербализира детето, тоа што ќе ви го каже, многу зависи од тоа каков пристап треба да имате. Меѓутоа, во ниедна ситуација не смеете да бидете осудувачки или да бидете со прашалници околу вас дали е тоа вистина, бидејќи штом детето ви соопштува таква работа, сигурно тоа е вистина. Не ја измислува, да. На почетокот напоменавме колку се важни првите години. Зошто се толку важни првите години, да речеме од 0 до 3 години, особено кога детето учи да зборува, многу често за да учи да научи да зборува, гледа и невербалната комуникација, тука и најголем број на емоции, чувства се покажуваат, ја чувствува енергијата. Зошто се важни, колкаво значење имаат првите, да речеме, 3 години? Најчесто тие години ги споменуваат, меѓутоа вие ќе ми кажете поточно зошто и дали и кои години, бидејќи вие споменавте од 3 до 5, меѓутоа што се случува првите 3 години, што се случува понатаму во останатите 5 години? Така. Мислев на почетокот до 3, односно 5 години, баш така ги поделев на периоди, точно. Поради тоа што ова се години кога ние го учиме детето да толерира фрустрации. Односно контрола на емоции.
Што тоа значи? Ако вашето дете ви побара одредена играчка и вие секој пат му ја давате, и на пример тоа дете не оди во градинка, го чува баба, го чува некој близок член, повторно му дава играчка. И што се случува? Тоа истото дете, кој што сега на пример има 6 години, тоа не знае да дели. И првиот момент кога на училиште го застануваат него, му даваат збор на другото дете, се јавува криза. И всушност детето не е емоционално спремно да пристапи на следната животна фаза. И заради тоа, до 5-та година ние очекуваме дека детето е сосема во ред и да има тантруми и да има пркос во него. Меѓутоа дека тие години се тие каде што детето ги учи емоциите. Зошто се толку мокни? Детето интернализира се што гледа, тоа што рековте вие, вашиот пример. Буквално го вградува во сопствената личност, бидејќи знаете како, детето нема идеја дали ова што го правите вие добро или е лошо, бидејќи ние сме првата социјална единица во која што детето, нели, ја гледа, живее во нејзе. И многу е очекувано дека детето се што правите вие го зима она здраво за готово и го интернализира во себе си. И вашите навики точно на невербална комуникација, како вие се однесувате, како вие се соочувате со неговата болка, како вие се соочувате со неговата среќа, се модели кои што ги автоматски превзема од нас како родители. Така што тоа е, да речем, затоа е толку мокен период и друго, детското мозок има страшен пластицитет, значи неуропластицитет, значи дека постојано прима сигнали, прима информации, прима се од надворешната средина. И затоа е многу важно овој период да биде, како да кажам, да бидеме посветени и да не мислиме дека нели ако е мало, дека тоа баш и ништо не разбира. Тоа не е точно. Децата имаат страшни капацитети и во првите години од животот имаат развиена интуитивна интелигенција, каде што буквално по гримасата на мајката они чувствуваат дали светот е безбеден или не безбеден. Односно со типот на родителство кој што го негуваме, они учат една порака: дали светот е безбедно место или светот е опасно место. Ако имаме мајка која што ја задоволува потребата на детето, ако реагира на неговата болка, на неговите солзи, автоматски го учи дека светот е безбедно место. Ако мајката е занемарувачки, ако едноставно е тоа дете ќе му помине, паднало, ништо страшно, и ако не ја уважи болката на детето, детето учи дека светот не е безбедно место. Ја споменавте безбедноста, а што значи за едно дете да се чувствува безбедно? Знаете што значи? Особено во тој период, зборуваме првите 3 до 5 години. Што е за него безбедноста и во како можеме ние да им обезбедиме безбедна средина? Тоа дали значи дека треба да е нахрането, да уважиме болка или пак има некои други важни работи? Јас, знаете како ќе почнам со еден чисто пример за да видиме, да појаснам што сакам да кажам. А тоа е, на пример, вашето дете јави одредени симптоми. На пример, еве, тоа што рековме, падне. И најчесто, пошто едноставно тоа не е ништо, ние гледаме дека не е некоја сериозна повреда, и тука родителот ќе се сврти и ќе види дека детето на земја, ништо не е. И детето првиот сигнал кој што го добива е што да ми се случи мене, нив не има баш многу важно. После тоа ќе ви каже, ова ми се случи, тоа ми се случи, вака беше, така беше, и вие зборите на телефон заради тоа што е модерно живење, и важи ќе ми кажеш, автоматски ние го стопираме. Тука детето учи дека светот не е сигурно место. И тоа е порака која што му даваме на детето. Светот не е безбедно место за тебе. Безбедноста се чувствува со топлината, односно со емпатијата која што дава родителот. И ако родителот е критички насочен, и знаете во тој процес на емоционална регулација, детето ќе почне да вика, и родителот почнува да вика да го надвика. У суштина кога детето вика, родителот треба да биде таа стабилизација на детето, односно треба да биде мирен, да чека детето да му помине тој наплив на бес и подоцна да му каже дека таков наплив на бес се случува, меѓутоа дека нели има и поинаков начин да се изрази емоцијата, и доколку родителот е стабилизатор на детето, бидејќи рачунете децата ја градат личност, они не се раѓаат со формирана личност. Уствари, ние со нашиот однос буквално делуваме дали детето ќе ги научи разумно емоциите, односно не дека некогаш презаштитнички кога сме со децата, они мислат дека само позитивни емоции постојат. И подоцна кога ќе се случи некаква негативна дразба, они немаат капацитети да ја превземат. Затоа убаво е на детето да му покажеме дека секаков тип на емоции постојат и дека ние како возрастни и тоа како дете има капацитети да ја прифати секоја дразба, и лошата и добрата. Како се поставуваат и како да се најде таа граница од она што рековте, не биде родителот презаштитнички од една страна, а од друга страна да биде безбедно место за раст и за развој на детето? Како ги поставуваме тие граници и колку принципот на награди и казна помага, бидејќи
како да кажам, деновиве слушнав и едно кратко видео, еден рил, кај што се зборува за тоа дека понекогаш родителите знаат нели да удрат, дека им кај народот е познато дека кјотекот од рајот излегол, меѓутоа имаше една добра констатација кој се чувствува како во рајот кога бил истепен. Што е многу добра мисла, кој се чувствувал како во рајот кога бил истепен, така што како да се постави таа граница, да бидеме од една страна безбедно место, а од друга страна да им дадеме можност да го видат светот дека не е се мед и млеко. Така. Најдобро се поставува таа средина со поставување на граници правила во семејството и доследност во нив. И кога мислам на граници и правила, мислам на нешто кое што родителите го, како да кажам, го делегираат кон своите деца. Бидејќи многу често се случува, еве на пример ќе го праша детето: "А ти што кај сакаш да одиме на ручек?" "Аха, таму сакаш да одиме." "Ама добро, на родителите не им соди, ајде добро ќе одиме таму што ти така викаш. А сега на пример да одиме во Сити Мол или во Изгрет. Па мене ми соди во Сити Мол. Добро во Сити Мол." И ние на детето притоа има 4 години, и ние на детето му даваме една сериозна задача, а тоа е дека тоа одлучува што ќе се случува во семејство. Му даваме преголема одговорност, а од друга страна тоа дете нема капацитети да носи таа одговорност која што му даваме. И доколку на пример, ова би звучало поинаку, на дете кој што има 4 години, ние му кажеме каде да одиме и дека, например, во ден петок ние многу често практикуваме да се шетаме во парк. И детето знае дека кога ќе дојде ден петок, ние одиме во парк, дека паркот е местото кое што најчесто е избрано во да речем пред викендот, и таму дека ќе мине време, дали со пријателите, дали со неважно, дали само со родителите, дали ќе седнат некаде на ручек, дали само ќе прошетаат, меѓутоа ќе биде предвидлив тој петок. Односно, детето ќе има една предвидливост на денот. Границите и правилата, ако ние му велиме на нашето дете, немој да седиш на телефон, а ние цел ден го користиме телефонот, автоматски тоа е некоја, како да кажам, порака без некоја содржина. Бидејќи ние сме примерот, ние сме рол моделот, ние цел ден сме на телефон, а му замеруваме на детето. И затоа велиме стално, правилата и границите ги почитува целиот семеен систем, не само детето. Ако телефонот е нешто кое што треба да се користи малку, и родителот го користи малку, и детето го користи малку. Ако, например, во нашиот дом се пуши цигари, а вашето дете запали цигара, јас не знам што ве изненадува во тој процес. Вие сте дозволеле, со самото палење на цигара вие сте дозволеле. Меѓутоа тука родителите ќе се речат: "Ама ние сме возрасни, ама ние сосема друго одлучуваме за нас." Да, меѓутоа вие со цигарата сте пример. Значи, во суштина, на крај заклучуваме дека многу повеќе учат она како ние се однесуваме, отколку она што ние им го кажуваме како животна лекција. Значи, нашето однесување во суштина е нашиот најголем учител за нашите деца. Има една, многу често знаеме да слушаме, особено сега, што ни се случило во детството, односно тие трауми од детство, како се рефлектираат, кога се случуваат, да речеме, тие трауми од детство и што за едно дете може да биде траума. Дали може да биде траума кога двете деца се караат, па мајката или таткото го искараат едното на сметка на другото. Што се трауми од детство и дали на вистина тие некои случувања, некои моменти од нашиот живот, особено во оваа рана фаза, можат буквално да имаат последици подосна кога стануваме возрастни лица. Така, јас се согласувам со вас дека многу често се случува зборот траума да биде злоупотребен. У смисла дека нели како изборот депресија. Јас сум во депресија, нели еден ден не ми се оди некаде, јас сум во депресија, или тоа што велите вие, две деца се подкаруваат, они се травматизирани. А травмата во права смисла на зборот значи кога личноста, односно она кое што е нанесено на личноста е подлабоко од капацитетите кои што ги има самата личност. Всушност, личноста нема снаги да се справи со настанот и настанот буквално како да ја руши личноста. И травматското искуство во права смисла на зборот значи она баш рушење на личноста на човекот. Во детската возраст, бидејќи нели се уште не можеме да збориме за формирана личност, зборуваме за нели дете каде што настанот кој што се случува ги победува неговите секако оскудни капацитети, бидејќи нели тоа е во процес на учење на компензаторни механизми. Така што во права смисла на зборот, она што го кажавте примерот со двете дечиња, сигурно дека не би бил травматски настан. Тоа би бил настан, нели, кој што е не многу драг за децата, меѓутоа не можеме да кажеме дека е травматски настан. Травматски настани се, како да кажам, војни, се
тешки форми на разводи каде што нели децата се злоупотребени во тој процес. Она што кажавте вие преска со силувањето, со злоупотребата, тоа се травматски настани каде што нели личноста е буквално затекната и нема снаги да одговори. Но особено во модерно време сите оние работи кои што не се лесно достапни на интернет, ќе знае некој или некој гостување на подкаст, некој да рече дека мојата мајка доволно не ми обрнуваше внимание или мојот татко не ми обрнуваше доволно внимание и таа е травма која што јас имам доживеано, што мене сега ми се рефлектира во моите врски кои што ги имам сега. Дали таквите случаи можат да влијаат понатаму врз живот, односно таа конекција помеѓу особено најбитната, помеѓу родител и дете, достапност на родителот, имајќи предвид дека ги споменавме неколку пати телефоните, колку нашата отсутност во комуникацијата, во воспоставувањето на здрави односи може да биде травматско искуство за детата. Значи, зборувам за релацијата родител-дете, бидејќи таа е примарната и најважната. Ова е исклучително важно прашање и одговорот е дека да. Тоа може да биде травматично. И многу често родителите што ги занемаруваат децата имаат еден впечаток, ама ние ништо лошо не им правиме, не ги караме, не ги тепаме, само ги занемариле. И јас стално им објаснувам на родителите дека занемарувањето во детска возраст е еквивалент на злоупотреба. Еквивалент. Заради тоа што вие креирате живот и вие на тој живот не му давате никакво внимание, никаква важност. И тоа што го кажува нели личноста, мене ме занемарува како дете. И тоа е вистина, бидејќи тоа е травматско за него, тоа е нешто кое што репетитивно се случувало, постојано, значи едноставно тоа дете не било видено. И вие ќе ги видите тие личности колку имаат потреба да бидат општествено видени, колку имаат потреба да се докажат, да покажат дека имаат вредност, бидејќи во семејниот систем они никогаш не биле важни. И така се рефлектира тоа во суштина подоцна. Ајде да позборуваме за она предучилишна возраст, особено зборувам да речеме од 5+ години кога веќе се спремни за да почнат на училиште, колку во суштина имаше голем број на дебати за тоа дали на 6 години се доволно спремни за да бидат првачиња, дека уште играта им е во главата и тоа е навистина така. Колку е важна играта во тој период од животот, особено кога им се, да речем, имаат други задолженија како училишни обврски и слично. Колку е важна играта во целиот детски развој, особено во таа предучилишна возраст? Исклучително важна. Низ играта они го учат светот. И буквално така, со тоа имитирање на улоги, со тоа меѓусебно конектирање со другите дечиња. Тоа е, како да кажам, бесценето. И она кое што, нели, јас не сум таа која што одлучува на која возраст би се тргнало на училиште, меѓутоа, сакам да им упатам една порака на родителите дека и во училиштето децата се држат. Така што не е дека целосно е скратена играта и дека нели ние ги на некој начин уништивме нашите деца. И на некој начин дури има дечиња кои што живеат по згради каде што нема парче, каде што не си играат, школото дури и баш е шанса да поиграат со другите деца. Првото одделение не е ни толку немаат притисок за учење, така е. Така што ми се чини дека она што го кажавте и вие, дека играта е едно од, да речем, најважните елементи во развојот на детето. Кога станува збор, особено во споставувањето на границите, тука веќе се имаат и обврски, треба да пишуваат домашна и треба да се воспостават можеби малку по строги граници, бидејќи веќе имаат и одговорности. Дотогаш немале толкави одговорности, сега веќе имаат одговорности. Каде е балансот помеѓу, односно дали строго воспитуваните деца создаваат постабилни деца, каде што има построги граници, или пак поуплашени деца? Поуплашени деца. Заради тоа што знаете како строгоста никогаш не е врзана со нешто што е функционално, со нешто што е исправно, со нешто кое што врши работа. Строгоста значи дека јас сум недостапен, јас сум ладен, јас сум остар со тебе и јас кажувам како ќе биде без да ти објаснам зошто. И знаете како, кога никој нема да ви објасни зошто нешто се случува, јас се прашувам вие колку ќе ја разберете таа поента. И строгите родители апсолутно, односно недостапни, и знаете како, и многу е важно што за некого значи строг родител. Јас кога мислам на строг родител, мислам на некој родител кој што само ригидно ги поставува правилата во семејството, некогаш ги почитува, некогаш не ги почитува, и самиот тој на децата им вика, не им објаснува зошто го поставил тоа како правило или како граница. Емоционално е отсутено детето, му прави притисок за активности кои што не ги сака, например, не знам, да учи математика, детето стварно не му оди математика, го форсира да оди на надпревари математика, каде што, знаете како да просто тој човек или таа или мајка одлучува што ќе се случува понатака со детето, буквално како да му го
превзема животот. И тоа е тоа строго родителство, бидејќи некако некогаш се злоупотребува да родител кој што има правила и кој што ги објаснува правилата, да децата кажат тој е строг. Тој не е строг. Тој е доследен. Тој не е строг родител. Значи разликата е повеќе колку сме достапни во целиот тој процес, значи Колку сме можеме достапни. да поставиме правила, да ги Точно. почитуваме, а сепак да сме присутни и достапни Да, за и да разлика. сме доследни точно во тој процес. И да објасниме на детето, бидејќи знаете како децата, особено нели малите деца прашуваат зошто е тоа така, како е тоа така. И нели ние како родители тука сме должни да објасниме зошто нешто се случува или зошто некое правило. А ако само му кажеме на детето тоа е така зашто јас така ти кажувам. Тоа е нешто кое што се вика строг родител, кој што не прави продуктивно дете, него прави дете кое што вие она што кажавте претходно ќе биде уплашено, бидејќи знаете како тоа дете нема самодоверба, како би изградило тоа дете самодоверба. А како се гради самодовербата? Не секојдневниот живот. И она кое што мене често ми се случува да дојдат, да речам, клиенти и да кажат он има проблем само со самодовербата, ве молиме, кажете му вие. И јас тоа го објаснувам дека самодовербата е процес, значи тоа не е нешто кое што се прави од денес за утре, и тоа е нешто кое што развојно ние го градиме целиот наш живот. И кога правиме активности кои што укажуваат позитивна работа за нашата личност, од типот учење, вежбање, нега на нашето здравје, посетување време на играта или кога се мали дечињата, кога ги прават оние активности кои што се значајни за нив и кои што секако се корисни, автоматски тоа дете знае дека може. Дека се завршило задачата, си поиграло, направило нешто за себе, се исконтактирало со врсникот и сето тоа. И тој дете кој што би имало самодоверба, родителот него притиска, зборам него форсираво, буквално форсирање, не зборам нели, бидејќи некогаш и форсирањето децата го сваќаат ако родителот му каже напиши домашно. Не зборам за такво форсирање, зборам форсирање во права смисла на зборот. Кога станува зборове ги споменавме комуникациите, односно дружењето, тие интеракции кои што се многу важни во животот, понекогаш родителите сакајќи да укажат на пример, знаат да ги споредуваат децата и со своите врсници можеби од училиште, па и со братчето, сестричето. Јас би рекла дека нема никој што не му се изустило тоа, меѓутоа колку е тоа лошо и штетно за самодовербата, меѓутоа и генерално за односот родител-дете и зошто не треба тоа да го правиме, бидејќи знам дека не треба да го правиме, меѓутоа зошто не треба тоа да го правиме? Прво, не треба да го правиме заради тоа што ја убиваме самодовербата кај детето. Тоа е клучното прво, значи веќе ги кога споредуваме. Точно. Второ, го рушиме сиблинг сојузот. Што значи тоа? Ја учиме, знаете како децата ја учат љубовта меѓу себе. И често пати нели не мислиме дека нели брат и сестра се должни да се сакаат меѓу себе, бидејќи се иста крв, нели тоа ние народски го слушаме. Меѓутоа ако вие постојано братот го споредувате со сестрата или двете сестри ги споредувате, а тајната е цело време подобра, јас се прашувам како помалата нема да створи љубомора кон поголемата. И тоа е токсичен модел. Ако мене ме прашувате, тоа е најтоксичниот модел. Тоа е исто како на пример вас не ви оди некоја задача на работа и да ви речете, ма како сега на Ленче оди, како тебе не ти оди. И како ви помага тоа на вас? Уште повеќе се фрустрирате дека некој може, а вие не можете. Значи во суштина истото чувство ги имаат и децата, бидејќи убаво споменавте вие на почетокот, ќе речете мали деца се ништо не разбираат, ама буквално разбираат уште од пелени, од самиот момент кога ќе се родат разбираат. Точно, и го усвојуваат, го интернализираат светот. И поради тоа е многу важно да не ги споредуваме нашите деца, бидејќи ние како родители ја градиме љубовта меѓу децата. Ако ние постојано ги споредуваме или кажуваме сестра ти е добра, ти не си добар, брат ти е добар, ти не си добар, автоматски не мора тоа така да го кажеме, може да кажеме види што направи брат ти или сестра ти или види како тоа добро го направи. И они се воодушевуваат или се случува во едно дете, стварно, во едно семејство, детето ќе биде стварно исклучително талентирано. И сега они очекуваат дека нели и тоа следно дете ќе има исти капацитети. Меѓутоа нема. А знаете како? И во тој процес споредувајќи го, ова дете се фрустрира. А како да дадеме да го пофалиме едното дете, ако навистина да речеме реди успеси, вреди да се пофали, бидејќи на крајот на денот и навистина треба да се пофали, за другото да не се чувствува запоставено, да речеме, дали треба автоматски него другото да се пофали или пак треба да се научат дека за некои работи ќе бидат пофалени. Друг пат ќе бидат можеби другото дете пофалено. Како да ја направиме тој баланс? Па јас ми се чини дека оно што го кажавте вие, во истиот момент да се пофали другото дете би било изванредно. Од проста причина, на пример, е вака. На едното дете му оди математика, на другото дете му оди хемија. Браво! Ана ќе биде математичар, Вера ќе биде хемичар. Точно.
И знаете како? Тука автоматски само мало признание да му се даде ако и ние ги уважуваме двете деца. Иако можеби овој што моди математика моди 5 пати подобро, например математиката од на другиот што моди хемијата, меѓутоа даваме на порака кој што нема ама, пошто ние најчесто кога родители знаме кажеме супер доби 5 хемија, ама што направи со физика? И тоа веќе ниту 5-ката се уважува, ниту значи правиме една конфузија на детето. И често пати тоа велам на родителите, ако наградувате дете, а особено двете се тука и ве слушаат, секогаш наградата нека биде за двајцата. Најдете начин бидејќи и другото дете сигурно има некој квалитет кој што можеби е помалку изразен од ова друго дете, меѓутоа има квалитет. Сакам да се префрлим и во следната фаза која што за многумина е најпроблематична, особено период кога веќе влегуваат во пубертета, сега се и порано влегуваат во пубертет, па таа фазата на преадолесценција и адолесценција, но ќе направиме тука една кратка пауза, ќе здимнеме малку и потоа се враќаме да ги опфатиме и овие две фази од развојот на детето. Почитувани, правиме кратка пауза за реклами и се враќаме назад во студиото. Да, се враќаме назад во студиото и продолжуваме темата која што ја начнавме на самиот почеток, фазите на тоа како се развива детската психа со доктор Камелија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија. И стигнавме до оној период кој што многумина им е можеби најпроблематичен, го нарекуваат и тивка бура, бидејќи станува периодот на преадолесценција, кога буквално покажуваат, како да кажем, народски рокчиња малку. И е една специфична фаза, меѓутоа она што е карактеристично е што многу се некако по надоле од границата порано влегуваат во таа фаза, но зошто ја нарекуваат тивка бура? Што се случува во тој период? Јас повеќе би рекла дека е гласна бура. Тивка не е. Не е тивка. Не би рекла, да, многу ретко е тивка. Да, тоа може би била тивка на тоа, мислат што најнаш почнала. Така, да, точно. Тука се случуваат можеби најголемите предизвици за едно семејство, заради тоа што семејството треба да се, како да кажам, реструктурира, едноставно треба да ја промени својата форма. И тука е прилично тешко за родителите, бидејќи прифаќање на пубертет на дете, значи прифаќање дека нашето дете повеќе не е дете, него е млад возрасен. И тоа е нешто кое што ми се чини дека ниеден родител не се родил спремен за ова. И е процес кој што е навистина тежок, нели, да ние прифатиме дека да, детето што му менувавме пелени, сега веќе има, нели, собствено друштво, многу ненесапи што треба да се случува во текот на денот, сака да припаѓа на врсниците, се помалку сака да припаѓа, нели, дома и сето тоа, и тоа се прилично големи промени за семејството. И не за џабе рекле дека, нели, пубертетот е најголемиот предизвик за секое семејство. Како се менува тогаш односот дете-родител и дали во суштина она што вие го кажете повеќе треба да се прилагодат родителите отколку самите деца? Бидејќи тоа е една нормална фаза во животот, односно природен процес каде што секое здраво дете треба да го помине тој процес за да стане, нели, возрасна личност. Така, и она кое што чисто пати им го објаснам на родителите, зошто пубертетот е толку драматичен и зошто ние треба како возрасни се адаптираме, а не децата, е поради тоа што центарот за емоции, на амигдала, целиот оддел, се развива многу побрзо од префронталниот кортекс. Што тоа значи? Контролата се уште ја немаат, а емоциите им се автентични како нашите. И они се преплавени од емоции, а немаат контрола. Немаат како да се справат со тие богати емоции кои што ги чувствуваат. И заради тоа они имаат такви осцилации на расположението. Родителите ова го толкуваат како он ме манипулира мене, сега 5 минути расположен, 5 минути не. Но вистина така се чувствува тоа дете. Тоа дете не злоупотребува семен систем, едноставно не се чувствува добро. Во овие 5 минути, во следните се чувства, бидејќи знаете како, нив им буквално имаат она, како да кажам, промена во милисекунди. И родителите се, нели, просто затекнати, се чудат зошто тоа така се случува. Понатака, децата почнуваат да јавуваат еден, како да кажам, став дека тоа што тие го бараат е тоа што нив им треба, а не тоа што вие им го кажувате. И всушност пубертетот е баш оној период каде што децата одлучуваат во што ќе ве реплицираат вас како модел на родителство, а што ќе отфрлат и ќе го тргнат од себе си. Што тоа значи? Тоа значи дали оние
начини на однесување кои што ние сме ги граделе во семејството, како одлучуваат дали тоа им се допаѓа Тоа што или им се не? допаѓа, тоа што им врши работа, што повеќе одговара на нивната личност. Они го превземаат како свое. А тоа кое што не им се допаѓа како постапувате вие, апсолутно го отфрлаат. И родителот тука се наоѓа повреден, бидејќи нели, како ти до вчера ме слушаш и за ова, а сега ме слушаш само за ова. Бидејќи нели се сменети позициите. И тука родителот пробува да го врати детето во една првобитна позиција каде што нели родителот делегирал моќ, односно родителот одлучувал што ќе се случува. Меѓутоа, пубертетот не е место за тоа. Пубертетот е место да ние прифатиме дека да, нашето дете е наше дете, меѓутоа е различно од нас. И дека нашето дете станува млад возрасен. И у суштина најголемата мудрост во пубертетот е да умееме како да го пуштиме нашето дете, а да сме тука пред него. Многу ми ќе речат, ама сега знаете како ги учевме децата, па прават вакви работи или такви работи, или кога што кажавте вие не ме слушаат за ова и ме слушаат за ова. Дали е доцна пубертетот да се постават некои граници, ако претходно не сме научиле или не сме ги поставиле како родители, не сме поставиле пример, еве го споменавте примерот и со пушењето, со цигарите, ако сме дале пример дома таков, кога ќе не дојде дома во тој период, иако е многу рано, тој особено при адолесценција, меѓутоа, ако нешто до тогаш не сме покажале како начин и форма на однесување подреден, како може да очекуваме тоа од нив сега? Дали е предоцна да воспоставуваме граници или уште тука може да се воспостави, да речеме, некоја промена? Знаете како, може да се воспостави промена, теоретски може и нели, апсолутно. Меѓутоа, од практична гледна точка ми се чини дека кога ги воспоставуваме правилата, кога е криза, јас се прашувам тие правила колку ќе бидат стабилни, колку ќе бидат почитувани од двете страни и знаете тоа е како да градите во земјотрес. Се случува земјотрес и вие решавате, сега ќе градам куќа. И вие градите куќа. И да, може ќе имате среќа баш во тоа место каде што градите куќа да не се повтори земјотресот, ама голема е шансата дека ќе има земјотрес повторно. И буквално градењето во кризен период, преки нели пубертетот е кризен период, она е нормативна развојна криза и ние психијатрите го гледаме пубертетот како криза. Буквално како развојна криза која што е очекувана во сите семејства. И во кризен период јас никогаш не советувам да се гради. Кризен период треба да имаме доволно капацитети да се соочиме со кризата. А дека е идеално место за правење на правила и како да кажам, шема на функционирање на семејниот систем ми се чини дека е доцна. Веќе е доцна. Од 12 до 18 години тогаш е веќе буквално период на адолесценција. Што е клучно за овој период? Имаше една од источна цивилизација на мисла, вели од 0 до 3 или 5 години беше детето е крал во домот, треба да го третираме како крал. Од 3 до 5 години треба ние да се види кој е главен тука, да се воспостави таа рамнотежа. Подоцна треба да бидеме тука и да го дадеме примерот, а подоцна буквално ние треба да бидеме само емоционални тука, да бидеме буквално таа емоцијата која што буквално треба да му биде лесно да дојде да ни се отвори, бидејќи ако претходно не сме го, бидејќи од 0 до 3 години ништо не, како да кажам, не може ни само да речеме е повеќе зависно и затоа можеби било да го третираме како крал, потоа ние да покажеме, односно да го третираме како крал, потоа да го третираме како слуга од 3 до 5, тука се учат тие вештините. Меѓутоа колку е овој период важен да сме тука, значи вистински да сме тука, да се отвориме, да бидеме поддршка, бидејќи е на вистина период на адолесценција кога како да речеме веќе во светот на малтане на возрастните веќе ќе зачекори. Колку е важно тука да сме присутни емоционално, можеби вие ќе кажете дали и повеќе од било кога. Знаете како ова што го наметнавте како тема на вистина импресивно заради тоа што пубертетот, присутноста, емоционалната присутност на родителите е исклучително важна. И она што прашавте вие, колку е тоа значено? Тоа е исто како нели повторно ќе се наметнам на тоа дека пубертетот е криза. Колку е значено да ни пружите помош во криза? Најзначено, тогаш ни треба помош. Инаку нели кога славиме не ни треба да ни дадете помош. Можеме сами да славиме. Така е. Во кризата се гледа помошта. А тоа е тој период тоа е тој најкризен период точно каде што знаете како повторно ради оној момент кој што физиолошки им се случува на децата. Препаднати од емоции, а немање контрола. Ние кога сме достапни, кога сме тука,
Кога они знаат дека ние сме тука, меѓутоа не да сме тука и да го притискаме детето, сега што ќе правиш, а после 5 минути што ќе правиш, аха, кај ќе одиш сега, а кај ќе одиш тука, а кај ќе одиш тука. Не да бидеме ние хеликоптер над нив, меѓутоа да знаат дека ние сме тука. И кога детето ќе ви се случи дека сме точно, тука. И кога детето ќе ви се довери, кога ќе ви каже дека, например, еве, му се случило нешто што баш вас и не ви се допаѓа толку многу, и обично нели го телето тука ќе како можеш тоа да го направиш? Како може така да ме бругаш? И детето автоматски учи дека ако споделам информација, јас сум осудуван. И тоа дете ја се прашувам дали ќе се врати да ви каже што му се случува. А ако информацијата која ќе ви ја сподели и да не ви се допаѓа, умеете во тој процес да издржите и да не го критикувате вашето дете, него едноставно на еден убав начин да му објасните дека нели оваа ситуација може да биде и поинаква, вашето дете секој пат ќе ви се довери. Каде е границата, бидејќи не треба од една страна не треба да имаме па препријателски, треба да се знае кој е родител, кој е дете. Ако имаме можеби некој таков однос, тогаш веќе не е тоа родител дете однос, тоа е веќе однос помеѓу пријатели, меѓутоа од друга страна сакаме да ни се доверат, односно да разговараме со нив отворено за сите прашања. Како да воспоставиме однос каде што не е пријателски, а од друга страна е доволно безбеден, за да може да ни се отворат за било што. Значи да не сме престроги, каде што ќе му е страв да ни се отвори, а од друга страна да не бидеме другарчиња со кои што ќе се смееме и ќе се шегуваме за одредени работи. Како се постигнува тоа? Има ли одредена, што вели науката, што вели вашата пракса? Кој е најдобриот начин? Така, и ова е интересна ситуација, бидејќи родителите многу често знаат да дојдат кај мене да кажат ние до вчера бивме другари и еве сега он вака разговара со мене. И ќе ви каже некој погреден збор. Или ќе ви каже некој однесување кој што нели баш личи како на двајца врсници кога се се препираат еден со друг. И често пати тоа сакам да им го упатам како порака на родителите. Доколку вие сте поставени како пријатели, а пријател што значи? Личност која што има години колку нас или нешто помалку или нешто повеќе, ние сме достапни, таа личност е достапна, можеме да си кажеме што сакаме, можеме да се глупираме заедно и да се насмееме и тоа заврши. И кога ние се поставуваме така, нашето дете автоматски се дозволува да ви каже што мисли, бидејќи ве чувствува како пријател. И тука нема потреба да се изненадите зашто вашето дете ви кажува така како што би искоментирало на некој врсник, бидејќи така и ве чувствува. И тоа е она што го прашавте вие, колку треба да сме другари, колку треба да сме авторитет. Ние ни целиот наш процес, ни целото наше родителство, ние знаете како нема упатство за родителство и тоа е зашто може родителството е најпредизвикувачка улога нели во животот на човекот. Но меѓутоа сите грешиме и во процесот на грешење уметноста да се коригираме, да сватиме дека тоа однесување, ова е премногу строго за нашето дете, ова е премногу флексибилно, значи тоа е средината. И знаете како, се чувствува средината. Средината се чувствува бидејќи знаете дека во тоа семејство нема криза. Ако сте премногу под наводници пријатели, вие одмаќе ја почувствувате кризата, заради тоа што ви се губи авторитетот. Така што тоа е, како да кажам, нешто што се балансира и нешто што нема баш нешто што постојано се. Така е. И човечки е да се смени во некој момент, знаете како коронавага. Човечки е нели да отиде нешто подоле, па да се качи погоре, човечки е. Меѓутоа, во тој процес ние да бидеме свесни, будни и да видиме дека кога моќта опаѓа, нешто треба да направиме. И тука е тоа балансирање кое што повторно ќе кажам, знам дека е макотрпен процес и не е нешто што се случува многу едноставно. Која работа, односно што секое дете најмногу има потреба да слушне од еден возрастен човек, особено од родителите? Јас сум тука за тебе. Тоа толку едноставно е. Многу едноставно. Јас сум тука за тебе. И тоа да биде автентично. Да не биде само како кажано, туку буквално да го пошто ако ти кажам јас сум тука за тебе вака, нели тоа нема ни го чувствуваш. Не ти се чувствува. А ако автентично кажам, јас сум тука за тебе. За крај, која е можеби најважната порака која што би сакала да ја упатите вечерва, која станува збор за детскиот развој, односно детската психика? Што е можеби најважно што сакате гледачите да го понесат со ни вечерва, имајќи предвид дека имаме и родители, баби, дедовци кои што не слушаат, за буквално да биде како една убаво резиме на сето ова што го зборувавме. Сигурно сум дека ќе најдете нешто соодветно, имајќи предвид дека станува збор за многу голема тема, многу може да се зборува, меѓутоа времето не е ограничено. Јас би зборувала една емисија за секоја фаза, меѓутоа ова е прво ваше гостување, понатаму ќе ја направиме уште многу повеќе емисии, но што сакат да си понесат
денеска од ова гостување нашите гледачи? Морам да бидам искрена дека прво што ми дојде на ум е една фантастична мисла, а тоа е дека со раѓањето на вашето дете се раѓаат најмалку наредни 3 генерации, односно вашата ќерка ќе биде утре мајка, ќе биде баба. И кога размислувате на младите како на иднина, секогаш треба да сме несебични и да бидеме присутни тука за нив, бидејќи детето кога ве повикува, кога бара да разговара со вас, ако го одбиете еднаш, ако го одбиете 2 пати, тоа нема да се врати. Тоа дете ќе страда. Така што достапноста, присутноста на родителите во овој модерен и брз свет е најголемото богатство кое што може да му го дадат на своето дете. Ке беше во завршеток, меѓутоа го спомнавте да биде присутноста, што кога дете не се отвора, што кога не комуницира, како да ја воспоставиме таа? Има некои позатворени деца, но што кога не сака да каже, му е потешко да каже, како да допреме до него? Има, например, практики каде што му даваме на тоа дете да нацрта нешто, да напише нешто, бидејќи знаете како, ако детето е, да речам, нели, интроверт, тие деца имаат многу богат внатрешен свет. И они доживувањата ги имаат многу силно внатре и не им треба да ги, како да кажам, да ги канализираат преку други лица. И просто нивниот свет е толку богат и они се сатурирани и нив не им треба надврешен стимул, нив не им треба споделување. И навистина тие деца помалку сакаат да споделуваат. Меѓутоа низ цртеж, низ игра, низ пример, ние гледаме што се случува, односно дали тоа дете страда, бидејќи некогаш молчаливоста не значи секогаш дека има некаков проблем или симптом. Едноставно детето помалку сака да зборува од друго дете. Фала ви многу за вечерашното гостување. Јас би сакала ова мисла што ја кажавте дека кога се раѓа едно дете, растеме не само една туку најмалку 3 генерации. Така што би сакала со ова мисли да ја завршиме вечерашната емисија. Ви благодарам уште еднаш многу за гостувањето. Благодарам на поканата. Почитувани, ви благодарам што останавте со нас денеска. Како што кажав на почетокот, сигурно сум дека секој еден од нас ќе се запраша можеби што во нашето детство не оформило во личноста која што сме денеска, меѓутоа за крај секако да имаме на ум дека кога растеме деца, па и внуци, не растеме само едно дете, туку растеме најмалку 3 генерации кои што дополнително и понатаму ќе живеат. Така што имајте ова мисла со вас. Јас ви посакувам убав остаток од вечерта, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Поздрав!